И дома имав јасен став дека ќе станам спортски психолог, што на сите им беше многу чудно, зашто никој нема допирна точка со тоа. Имав една огромна повреда која што резултираше со операција и тоа значеше за мене 2 месеци јас да не можам да станам од кревет, зашто во овој момент ми треба стварно некој да ми извлече од оваа црна дупка. И тоа, знаеш како е, како цело време ти да си врзан и да не можеш да го дадеш својот максимум, зашто имаш страв дека можеби пак ќе се повредиш. Ево, како си? Здраво, можам да кажам дека денеска сум одлична, супер се чувствам, иако надвор е топло, баш уживам што сум тука. Како си ти? Добро сум, и јас цел ден надвор го поминав и затоа моравме да поместиме саат време снимање, ама многу е топло, се надевам дека барем овде ќе ни биде малце поудобно док снимаме. Да. Веќе ни е удобно, јас мислам, да. Фала ти за гостувањето и мислам дека ја барам као некој кој што веќе колку година и пол дена го водам подкастов, а и имам доста големо искуство во спортот. Ова ми е, може да кажам, во оваа епизода идам како ова ми е тоа што сакам да зборувам од тој некој по-професионален аспект и баш сум среќен што можеме да имаме овој разговор. Ама ајде да почнеме и со тебе, како и со секој еден друг гостен. Што за тебе представува ментално здравје? Знаете како, ако останам во тој процес на размислување, мислам дека нема крај, ќе бидам затоа најкратка и ќе пробам да бидам најјасна. За мене ментално здравје е континуирана работа на ментални способности, која што резултира со ментално благосостојба на една индивиду. Да. Да. Од каде доаѓа се до тоа? Ти спомнав и на самиот пред да почнеме да снимаме, мене секојаш окей, да, дефиницијата ми е интересна и затоа ја поставам бидејќи сакам да видам како секој еден размислува, ама на што се дължи се до тоа кај тебе? Кој е тој процес низ кој што си поминала за да доеш до таму кај што си кај што размислуваш вака? Да. Знаете, јас некако тоа го поврзувам дури и со спортот, затоа реков континуиран процес, зашто денес утре не може ништо да се направи. Исто во спортот, исто и поврзано со менталното здравје. Мислам дека е многу битно континуирано да се работи на оние алатки што ни помагаат нас како индивидуи да се справуваме со емоциите, со мислите, нели да го адаптираме однесувањето. И дефинитивно оваа дефиниција ми е поврзана со спортот и од таму доаѓа. Да. Од каде, као некој кој што се занимава со спорт, има играно до некаде, ама повеќе од времето го имам поминато учејки, студирајки и бидејќи дел сум од, да кажеме, таа тренерска фела. Кај нас нема толку психолози во спортот. Од каде доаѓа кај тебе желбата за да бидеш спортски психолог? Да, за жал кај нас навистина нема доволно спортски психолози. Инаку мојата желба се разви уште на почеток на средна школа. И дома имав јасен став дека ќе станам спортски психолог, што на сите им беше многу чудно, зашто никој нема допирна точка со тоа. Инаку јас професионално се занимавав со пливање уште од 6 годишна возраст. И некако низ тој континуиран пат, нели, на физичка спремност, сватив дека не можам со емоциите да се носам само. Некако сум многу осамена, ми е многу тешко, немам на кого да се обратам. И така ми текна, односно осетив на моја кожа колку е битно да имам јас до мене спортски психолог, како нели тренер за пливање, исто тренер за фитнес и така натаму. И тоа беше пресудно да го почнам овој пат, да станам спортски психолог и да им помогнам на другите, бидејќи немало кој да ми помогне на мене. Да. Кажи ми баш за тие моменти каде што ти професионално се занимаваш уште од мали нозе со пливање. Кога свати дека, окей, ја не можам со ова сама да се борам? Кога? Па мислам, тоа имаше еден доста тежок период за мене. Имав некаде околу 18-19 години. И се случија, јас ги викам 2 во едно работите. Имав една огромна повреда која што резултираше со операција. И тоа значеше за мене 2 месеци јас да не можам да станам од кревет. Што за спортист е, да, еден од... Смртна казна. Точно, баш така. Во тој период исто така изгубив и многу близок член од мојата фамилија и затоа го викам 2 во едно. И физички се борев, нели, со болки, бев заврзана за кревет, но и некако емоционално бев истрошена
И ситуацијата ми изгледаше како една слепа улица и не знаев како да излезам од. Тогаш бев прва година на факултет на психологија и знам дека си реков знам дека е ова вистинскиот пат за мене, станување на спортски психолог, зашто во овој момент ми треба стварно некој да ми извлече од оваа црна дупка. Да, и на пример кога размислувам за спорт, нели ние најчесто мислам дека размислуваме за тимски спорт и кај што окей, играш фудбал, играш кошарка, имаш соиграчи, имаш не си сам на теренот, не тоа мислам дека додава уште еден аспект кај тебе, кај што си дел од клуб и имаш тренер и сето тоа, ама кога пливаш, сама пливаш и цело време сама си и сама тебе, нема кој да те, ако не знам, те поминал играч, нема кој да те пази од позади. Тоа е точно. Затоа јас работам и со групни и со индивидуални спортови и во групниот спорт има доста предизвици, ама меѓу играчите, тренерот и така натаму, а индивидуалниот спорт е навистина знае да биде на многу самено место. Зашто ако немаме добра корелација со тренерот, најчесто па поготово во пливањето имаме сега многу пливачи и пливачки што немаат тренер, што само мислам дека кај нас се случува, и они се скроз на едно самено место. И затоа си реков јас сум го почувствувала ова на себе, навистина е многу тешко, сум имала периоди јас кога не сум имала тренер, и затоа сметам дека улогата на спортскиот психолог е тука многу битна, поготово во индивидуалниот спорт. Да, сакам баш да зборуваме за тој период кога веќе имаше таа реализација. Каква ти беше, например, дали го сподели тоа дали тоа се други пливачи или пливачки или други луѓе од спортот, кај што дали што мислите за ова спортска психологија, дали имаше такви разговори кои што ти ги имаше со луѓе околу тебе, у тие моменти кај што сваќаш дека ова е навистина голем проблем и ни треба таква помош како спортисти. Да. Па, знаете како во тој момент пробав да разговарам со мојот тренер. Ништо тука бев упатена да се консултирам и да работам со навидум спортски психолог. И тоа ми беше уште една плюс траума, зашто се беше спортски психолог, не беше според мене ни асален, што би рекле старите психолог. И мислам дека тука имав дополнителна траума, што плюс ми даде само мотивација, да станам јас најдобар спортски психолог, односно барем моментално кај нас, да. А инаку не сум зборувала многу. На тренинзи вака на базен многу слабо со колегите, бидејќи некако тоаш мислам дека беше многу табу тема, ама исто така и многу тренерите ни викаа како немате потреба, треба само вие да сте јаки, да сте резилиентни, да не слушате нас и тоа е тоа. Едино што зборев беше со мојата мајка, бидејќи она ме разбираше, пробуваше да ме разбере, а инаку не. Да, бидејќи као некој кој што има разговарано со многу луѓе од спортот и најчесто некојаш доаѓаат тие разговори колку е само потребно тоа, колку е само потребно кај што имаш кондиционен тренер. Тоа ти е исто, пак е кондиција, само што е ментална на некој начин. И имам некое чувство дека барем од моето лично искуство дека голем дел од помладите играчи, голем дел, па и би рекол и постарите, се као најверојатно ќе ни помогне, нема да ни е на одмет, ама после кога дојдеш да збориш со некој од тренерите, поготово тренери кои што се малце постари и кои што веќе го знаат како и го имаат научено занаетот пред 10, 15, 20, 30 години, многу голема одбивност има и нечесто се доаѓа до таа реакција. Треба само појако уште. Да. Само потиснувај ги емоциите, биди јаки. Да, но знаете, мислам дека моментално јас се соочувам и со многу голема блокада и од тренерите. Зашто они некако ги мешаат работите. Значи, они се тренери физички да ги спремат спортистите, јас сум тука ментално да им помогнам. Значи, никој нема да се меша во ничија работа. И многу пати сега, например, кога работам со некој спортист, тренерите се као не ми се меша во работата. Така да мислам дека треба и со тренерите да направиме една обука за спортска психологија. Да, и мислам дека ако можам да кажам своје мислење, тоа се
барем според мене се должи на окей, може би доаѓа до тоа, јас ова го знам и знам како е, јас сум тренер и знам како е. Што е да се случи со моја екипа, ја одлучувам, ама во некои случаи мислам дека има и некој страв дека некој друг може да има влијание врз твојата екипа, врз твоите играчи и ти губиш влијание, губиш можност да контролираш се, да биеш во контрола на сите работи. Да, контролата е едно, сметам, но исто така мислам дека они не се доволно запознаени тренерите што значи спортска психологија. И како можам јас да им помогнам и на нивната работа, не само на спортистите. Да. Ајде баш да збориме за тоа. Зошто е толку важна психологијата и тој ментален дел од спортот? Нели, знаеме, ако зборуваме за, те прашав на почеток, што е за тебе ментално, знаеме колку ни е важно за секојдневно да функционираме, ама зошто е важен тој ментален аспект во навидум, физичка работа? Вака најпросто кажано е за да можеме да го споиме умот со телото. А кај спортистите тоа според мене е најбитната алатка. Ако умот не ни е сплотен со телото, сите оние наредби што доаѓаат од умот, телото не може едноставно ниту да ги познае, ниту да ги примени. Затоа е многу битно, јас викам, спортската психологија, никако јас како спортски психолог пред се работам на корелација ум и тело, а тоа значи менаџмент на емоции, менаџмент на мисли, а потоа и однесување. Така да, за еден спортист да има најдобар спортски перформанс во моментот, спортската психологија и работа со спортски психолог е круцијална за мене. Да. Мислам дека интересно ми е секогаш кога не знам, јас сум имал таа можност да бидам една година во Америка и да бидам малце дел, да искусам некои поразлични работи. И во средно, ама и таму, например, се почувствува тоа колку е само важно. Да, телото е важно и тренинзите секаде мислам дека физички кога станува збор ако сакаш да успееш, мораш да поминеш низ јаки тренинзи, сама знаеш сигурно. Точно. Не може еднаш дневно некојаш, мораш поеќе пати, мораш поеќе работи. Тоа стои и тоа си е така, ама и таму, например, разговори со тренер, однос тренер-играч, колку само ти помага, окей, да, денеска си даун, не ти е денот или неделава, нешто ти си има случајно, па кога станува збори за повреди, па враќање од повреда, ти најдобро валјда знаеш колку е само ако те погоди тоа у момент кај што поготово и нешто друго ти се случува како на тебе. Така. Тоа е крај. И мислам дека тешко е некојаш да се види бидејќи и не се гледа тоа или не може да се види со голо око. Ако најчесто не може да се види и убаво што спомна е многу битно и спортскиот психолог, например јас со спортистите што работам, ние работиме некогаш и како тој тренажен процес да се помине. Зашто тоа е навистина една они што го викаат физичка тортура и како се јас да се мотивирам денес да станам сабајле во 6 и да знам дека имам физичка тортура, како јас ќе се мотивирам да ја издржам оваа недела или баш овој тренинг. Така да, и спортскиот психолог тргнува и од најдоле, значи како да се издржат тренинзите, како нашите емоции да можеме да ги менаџираме на тренинг, за да можеме да ги менаџираме после на надпревар. Да, и тоа е, ако неретко некој тренер ќе каже да утакмица да се победува на самиот тренинг. Така е, тоа е точно. И ако ти не дадеш доволно време на тренинг и од тој аспект, мислам дека да, ќе успее. Помалку или повеќе, мислам дека полесно е да се дојде до тој резултат. Милом или силом, ајде, ако можеме така да го кажеме. Ама последиците од тој резултат, ако се успешен резултат, се многу по невидливи и најчесто заземаат години и години од после. На мене сега ми текнува не е само поради ментална, да кажеме, повреда, туку и поради физички, не знам колку си запознаена со проблемот со потреси на мозок кога станува збор за амерички фудбал. Да. И колку само луѓе, мислам, поранешни играчи го добиваат тој наречен CTE и после тоа не можеш да ги препознаеш за 10, 15, 20 години
И нели сега почнува, имаше и филм Concussion со Уил Смит, валјда мислам дека беше, искочи пред 10 години, кој што и повеќе дае малце популарно да се види како се до тоа влија, ама колку само такви работи, например, од повреда, од нешто кое што, окей, потрес на мозок, ако е помал, немаш, ама ако се 20 помали, утекна 5 години кариера, например, ако зборуваме за некој спорт кој што е по физички спорт како амерички фудбал, ти можеш буквално да го изгубиш животот ако не се третира тоа на време. Не физичкиот аспект, физичкиот да ќе те средат за 2 недели, може да те стават, ќе играш пак, ама после 10 години, 15 години ако не се третира ментално и се работи на тоа со терапевти, со професионалци, со луѓе кои што знаат како да ти помогнат, е смртна казна, она буквално. Тоа е точно, ама најчесто за мене како спортски психолог е многу тежок процесот да се работи со стравот после повреда. Не мора да е толкова нели голема круцијална повреда, дури и оние помалите повреди. Ако спортистот е подложен на повеќе повреди, константни повреди да речеме, после тоа му се јавува еден страв, случајно да не се случи пак истото. И тоа, знаеш како е, како цело време ти да си врзан и да не можеш да го дадеш својот максимум, зашто имаш страв дека можеби пак ќе се повредиш. Така да стравот од повреда е многу доминантен во спортот и на тоа треба исто така многу да се работи. Дали, почнуваме од тренинг, од емоции, од менаџмент на мисли и сето тоа, но страв од неуспех, страв од повреда, па дури многу се соочуваат и со страв од успех. Не секој спортист е спремен да се носи со големината на успехот. Да, како се надминува стравот? Со константна работа на менталното здравје и со работа со мене. Да, пред се треба спортистот сам да сака да работи на надминување на стравот, на менаџмент, како што кажав, на мисли, на емоции, на сето тоа. Но само со константна работа и знаете, со константна работа после доаѓа и вербата во себе и некако тој процес мене ми е многу поврзан и секогаш доаѓаме до позитивен резултат. Да, мене секогаш ми е интересно убаво што каже тоа стравот од успех. И мислам дека да, кога размислувам дека едно од најголемите проблеми ја кој што го гледам, барем во спортот кај нас, поготово е тимски да кажеме, може би исто и со поединечен спорт, е тој преминот. До сега сум се натпреварувал со деца од моја возраст и после тоа доја шанса да играш со возрастни луѓе. И не секој тоа може да го издржи. И сега сакам да те прашам баш за тоа. Како беше твојот премин од, пошто каже професионално, од тоа да пливаш за забава, за интересно ти е, дали си со другарки, со луѓе кои што ти убаво ти е да пливаш, сакаш вода, до тоа да одлучиш, окей, сакам ја со овам да пробам на повисоко ниво? Па, јас го немав тој премин. Никогаш сум го немала, зашто мојата мајка мене ме запишала на плување зашто се плашев од вода. Никогаш мене не ми било забавно во вода, никогаш. Секогаш ми било да излезам од комфорт зона. И после некако многу спонтано, дури на 6 години некако влегов во тие професионални води, што 6 години се уште си дете. И јас дури пред да се откажам, сватив дека јас навистина сум била професионалец во спортот. Јас никогаш не сум се доживувала така. Сум знала ми е задача, имам обврски, треба да одам на тренинг и сето тоа, никогаш не сум била како леле, вау, навистина сум добра во ова што го правам. Но сега гледам кога работам со спортисти, они поготово после средно го имаат тоа како сега ќе продолжам професионално, зашто после средно не можеш веќе со минимално вложување да имаш максимален успех. Навистина треба да се вложиш и го гледам тој премин кај нив. Сега да останам во спортов што го сакам како рекреативец или да се вложам и да бидам професионалец. За некој е многу тоа, да речеме, поедноставно, но цел тој процес за мене, и јас како спортски психолог го доживам како многу комплексен, зашто кога си професионалец, животот ти се менува. Кога си спортист професионалец, зборувам.
Значи нема веќе излагање со другарките, нема веќе ќе јадам што сакам. Значи многу жртви се прават тука. И кои се некои од работи кои што, например, еве од твое искуство и со работа со професионалци кои се причините зашто се одлучуваат на тој чекор? Освен таа нели љубов ајде за спортот, го играш од мал. Тоа е на почеток. Ама ако навлеземе подлабоко, кои се тие некои причини кои што еве као ќе земат, ќе гледаш pros and cons листа правиш и така. ја ќе се впуштам во сета ова авантура. Да, пасијата е едно нешто. Многу спортисти сакаат да си докажат сами на себе дека можат и е тука тесно поврзано со самодовербата. Но најголем дел мислам дека се впуштаат кон таа улога зашто имаат голема поддршка од блиски, од сакани, има добар тренер, добра фамилија, другарки. Може имаат партнер што исто така е спортист, па може да ги разбере. Да. Мислам дека таа поддршката, да. Сега, ама таа поддршка може да иде и двосмерно. Може. И секогаш оди или еднаваму или натаму, да. Точно. Баш ми и тоа е интересен дел, кај што не знам се деси има ситуација, не знам, играш кошарка и сега другарка ти или девојка ти ќе доаѓа и ќе те гледа. Да. За некој тоа е супер и стварно им влие да бидат многу подобри. Така. Ама на други тоа ги сече. Па да, добро. Што влие, дали има, например, не знам, не знам каде одам со прашањето, ама мислам дека се сваќаме кај што ги имаш и двете. Зошто е тоа така? Па, веќе кога станува збор за партнерски односи, колку партнерот те поддржува, тоа е тесно поврзано со колку те разбира. Колку разбира дека ова тебе ти е многу битно. Најчесто тие што на терен се, нели така, во грч дека ги гледа девојката или дечкото, мислам дека знаат од другата страна дека не ги сваќаат сериозно. Може би е тесно поврзано со тоа. Да, пошто не е лесно као некој кој што еве. Знаеш, не е секојаш лесно да се каже еве спорт со тоа се занимаваш професионално, пошто доста голем дел на луѓето гледаат као на некоја игра. Па имало и зошто овие спортисти прават толку пари, а доктори овие прават тоа. Ама многу е не е многу толку лесно да се објасни зошто и колку треба да се жртва и поготово кога станува збор за тоа што збориме професионално, каде што ти треба да се откажеш од се, буквално, ако сакаш да имаш шанса да успееш, бидејќи и таа шанса не ти е загарантирана дека ги успееш. Да, тоа е точно. Мислам дека игра ја гледаат, спортот го гледаат како игра, само што ние не се вистински професионалци. Инаку сите што се професионалци и се влезани длабоко во тие професионалски води, никој не го гледа тоа како игра. Да. Зашто тежината е друга. Да, сега сакам да те прашам, и тоа те прашав и на почеток, баш ми е интересен тој аспект. Океј, се одлучуваш за спортска психологија, што понатаму? Се одлучи, заврши факултет, кои ти беа некои почетоци, знаејќи какви се тие некои реакции можеш да ги добиеш, знаејќи дека не е толку популарно кај нас, луѓе кои ќе кажат ти не ни се зборува так. Или се зборувало порано за тоа. Кои ти се некои почетоци и како успеваш да се протнеш на некој начин за да можеш уствари да бидеш спортски психолог? Па патот на почеток ми беше поедноставен, зашто запишав на American College, завршив психологија. Тие 4 години ми беше доста интересно, учев општа психологија. Подоцна почнав да барам програми за спортска психологија, бидејќи кај нас нема на факултетива. Завршив магистарски во Грција, во едно мало градче Трикала се нарекува. Со тоа земав диплома, станав спортски психолог и тогаш дојде прашањето и што сега. Јас дојдов со диплома, здрава, ништо не се смени. Јас мислев дека станам спортски психолог и работата ќе ми падне од ведро небо. И тогаш се соочив со низа на разочарувања, бидејќи навистина се потрудев да соработувам и дури со нашиве институции, со многу познати клубови, да можам да барем некаква пракса да имам. Тоа не се случи.
А во меѓувреме запишав сега сум на интернационалната програма за гешталт психотерапија. Сум 3-та година, уште малце ќе станам и лиценциран гешталт психотерапевт. Тоа многу ми помага во работата со клиенти, ме како еден вид на занат, што го викаат старите. А инаку патот ми е, сега моментално мислам дека ми е потежок него кога бев спортист. Да. Се треба да правам сама, да измислувам топла вода, што викаат старите. И буквално се снаоѓам моментално. Многу е добро што од еден на друг се шират моабети, како работам, што работам, колку, нели, им помагам на спортистите. Моментално терам така, а мислам дека за воиднина ќе ми треба еден друг план и малку поголема посветеност, барем за сакам луѓето да допрам до нив и да сватат што е спортска психологија и зошто сум битна јас во спортот. Да, како уште на сам почеток и кажа и Преска и сега спомна дека окей се обидуваш да пробаш со клубови, со тренери, со луѓе од кои што ти гледаш дека треба помош или нели? Да. Као дел од сето тоа и ти викаат не ти треба. Како тоа влијае врз тебе и врз твојата некоја желба и мотивација да го работиш тоа? Па да ми вика, не мислам ќе ми беше полесно, зашто ќе ги прашав зошто. Мене никој ништо не ми вика и доста навистина ме игнорираат. Ми беше тешко на почетокот, многу ми беше тешко, но мислам дека сега сум само помотивирана. Зашто не е лесно да се направи разлика, нели јас сум, ајде да кажам, ако не прв меѓу првите спортски психолози кај нас, и знаев дека ќе е многу захтевен процес, не мислев доволку, но само сум мотивирана сега да им укажам на сите зашто е битна мојата улога. Сега спомна дека работиш еден на еден. Да. Колку тоа ти помага или еве на пример некојаш и одмара, бидејќи ти немаш на пример пристап до нив кога се на тренинг, кога да, ти можеш да идеш да ги гледаш како играат, ама колку тоа е на пример важно за тебе како некој кој што може да им помогне. Верувам дека им помагаш, тоа стои, ама колку само тебе би ти било полесно и нив би било полесно да можеш да биеш вклучена во сите аспекти на нивниот професионален живот на некој начин. Тоа би било идеално. Ако мене ме прашуваш, би било идеално. Сега навистина се трудам и одам на тренинзи, ги гледам, зашто се што работам морам да го видам дали нели можат они да го применат на тренинга, поготово на надпревар. На тие спортисти што им требам, им го посветувам времето и нели надвор од канцеларија, одам на тренинзи, на надпревари, но идеално сценарио би било да можам да одам со нив на припреми, да можам да патувам со нив на надпревари, баш на како професионално ниво. Да, и мислам дека и се надевам дека барем еве кај нас ќе дојдеме до иако баш пред некое време мината недела зборав со некој кој што во спортот и баш зборувавме за тие некои работи, колку само време требаше кондиционен тренер да стане нешто што е дел од еден стручен штаб, и мислам дека ќе треба доста време да се дојде до тоа ниво да се има психолог во секоја екипа, што ја мислам дека треба да биде задолжително, поготоа кога станува збор за работа со деца, за работа со млади, па и професионалци, нели, тоа стои, и тоа беше тој интересен аспект, веќе там се дешавало и без разлика што имаш ти кондиционен тренер, ја ти кажам ти што вежби ќе им даваш. Така е, тоа е точно. Јас сум главен тренер. Така, точно. Знам дека патот ќе е долг и ќе е доста захтевен, но некако пак ќе ти напоменам, јас сум доста мотивирана и сметам дека некој треба ова движење да го почне. Да. Пак е осамено место за мене, но навистина сакам да направам разлика и да им помогнам на што повеќе млади и професионалци што можам. Да. Ајде, би сакал да поразговараме малце повеќе конкретно за самите аспекти од, например, спортска психологија и тоа кои се некои работи со кои што еден спортист, еден човек кој што е вклучен во активно вклучен во спорт, се соочува. И прво нешто што ми текнува и кој што знам да јас се имам соочено и као тренер и као некој кој што има играно и е бърнаутот. Кои се
прво дали често го гледаш, дали е тоа така и на пример кои се некои работи кои што водат до бурнаут кај еден спортист? Бурнаутот да, но не кај толку млади спортисти. Малку понатаму, зашто нели додека се млади, немаат толку врски одат само во школа, најчесто се ослободени од школа. Но подоцна веќе кога ќе влезат во оние сениорски води, кога треба да менаџираш ти факултет, после и фамилија, нели? Треба да одиш на тренинзи, а си уморена, треба да чуваш деца и сето тоа. Тогаш се случува тој бурнаут. Тешко се справуваат спортистите со него. Највеќе од нив, според мене, што работам сега со овие спортисти, не го признаваат, зашто ако се отвори таа тема и треба нели да се работи, е доста, комплексен процес, но исто така бурнаут доаѓа и кога потиснуваат емоции спортистите. Нели, како што ги учат тренерите од мали, сега мора да бидете резилиентни, да не се карате со мене, да ме слушате. Тоа во комбинација што морам се да постигнам и професионално и приватно, доаѓа до еден тотален бурнаут кај спортистите. На што мислиш дека се должи тоа дека не сакаат ни да се впуштат, да си го признаат тоа сам на себе? Па, тоа ќе отвори, знаете, еден голем проблем. Ќе треба да си признаат дека нешто не е како што треба. И најчесто кога доаѓа до процес на бурнаут, емоционален, тоа исто како ќе повреда малце колено, не ми е за операција, ма треба да мирувам. Значи, треба тогаш да се смири главата. Тешко е дека спортист можеш да го натераш малце да забави, нели? Да. И која е, например, твојата улога во тој момент? Кога ти, например, зборуваш со спортист, гледаш дека тоа е тоа, која е твојата улога? Како можеш ти да му помогнеш на некој кој што се соочува со тоа, ама не сака да се справи со тоа? Јас чисто гледам да ги мотивирам да сватат кога почнало да се чувствува кај нив тоа. Зошто почнало да се чувствува? Например, може во распоредот од 20 работи дневно, он додел само уште една работа и сега тоа му било тригер за бурнаутот. Чисто пробам така, да само свесни да станат. Што се случило? Зошто сега се чувствувам вака, со што сум претерал, можеби со овие тренинзи сум претерал повеќе. Кога ќе станат само свесни, мислам, значи коренот на проблемот кој ќе го најдеме, имаме некако плодна почва за работа. И дали мислиш дека, например, ако ја тоа го имам видено од други аспекти у спортот, тренер, например, кога ќе им покажеш дека можеш да им помогнеш, тоа ќе ти веруваат. Ама седор не знам, мене ми се има случај да им нацрташ некоја акција и се деца, например, и го направат сето тоа, успеа дадат кош и коуч супер, браво, знаеме, и од тогаш веќе ги добиваш. Дали го гледаш тоа кај тебе кај што сега, нормално не се обидуваш да ги манипулираш на никаков начин, ама кога гледаш дека некој не сака да се справи со бурнаут и кога пробуваш да им укажуваш на некои работи и гледаат, дали например ти добиваш повеќе не поголем авторитет, ама повеќе можности да им помогнеш, поради тоа што сега ти веќе ти веруваат дека ева може да ми помогне со ова. Дали го има и тој аспект? Секогаш го има. Сега дури, например, многу спортисти доаѓаат и не ме веруваат. Сега како можеш да ми помогнеш? Ај не верувам, баш да видам. Поготово кај нив дава многу вежби, многу домашни, многу вежби што може да ги прати на тренинг и на надпревар. Например, типично дишење како може да го смират во организмот. Тогаш почнуваат да ме веруваат, кога ќе почувствуваат некаква позитивна промена кај нив. Една работа што сум ја приметила, што не е толку интуитивна, барем не у спортот, е тоа ако тренираш многу повеќе, многу подобар ќе бидеш. И тоа до некаде е така, ама мислам дека една голема опасност со тоа е презаситувањето. Бидејќи ти кога си дете, нормално имаш повеќе потреба да уживаш у тоа, сакаш да играш, ама ако играш ти кошарка или ако тренираш кошарка или било кој друг спорт, да земеме кошарка 4, 5, 6, 7 сати дневно, од сабајле навечер, па ќе останеш после тренинг, па ќе шутираш на кош, и тоа го правиш 4, 5, 6 години, мислам дека во еден момент ќе доеш до тој степен на презаситување, кај батали, ја не можем повеќе со ова да се расправам. Таа пасија, таа љубов се губи.
Да, или знае да се изгуби скроз, или да уште повеќе да навлезат спортистите во тоа, зашто цело време ќе имаат нешто да си докажат плюс. Вчера бе Воку добар, денес Воку, на следниот надпревар ќе достигнам ова, и тоа може да навлезе во друг процес. Како да не може да се тргнат од тоа. И затоа спортистите после, нели, професионалци кои ќе завршат со нивната кариера, што сум сега јас? Да. Имаме некако два патишта тука. Има да спортисти што име преку глава, викаат не можам веќе, ова ми е досадно, монотонно ми е, но има некои што после завршетокот на кариерата не знаат што. Да. И тука баш мислам таа твоја улога или улогата на спортски психолог би била многу значајна, бидејќи ако има некој кој што е, тоа му е тебе, да, кога си дел од тимот, и без разлика и да зборуваме за поединец, ако си дел од неговиот или нејзиниот тим, ти сакаш нормално не да успеат да победат, ама тебе ти е многу поважно, чекај како ќе биеш ти од кога ќе победиш или кога ќе изгубиш. Тоа е точно. И ако си ти таму или некој како тебе, како спортски психолог, мислам дека, знаеш, кога се учиш да возиш точак, кај што ги имаш оние помошни тркала, ја така ја гледам и ја замислам улогата на спортски психолог, кај што ти буквално си помошните тркала на еден спортист и окей, да, победивте, супер, една недела славење. Ај сега да зборуваме како се осеќаш, што, знаеш, како си на некој се работи многу на балансот. Да. Јас со спортистите работам многу на балансот. Например, многу од нив немаат никаков баланс, само, например, спортот им е се. Значи, они се професионалци у спортот, не излегуваат, ништо не прават, на тоа се посветени. Затоа, како што напоменав, што потоа, што кога ќе заврши. И многу ми помогна, имав јас многу добри професори во Трикала, каде што бе во Грција на магистарски. Имавме ние еден цел предмет како да им помогнеме на спортистите кои ќе заврши нивната кариера. Кои од нив сакаат да бидат во допир со спортот, кои сакаат да најдат нешто ново, но таа транзиција е исто многу битна. Јас сега моментално немам толку возрастни спортисти, но се надам дека кога ќе дојде до тоа баш ќе бидам спремна и ќе можам да им помогнам. Да, мене секогаш ми е интересно бидејќи има неколку, ако гледаме популарни спортисти кои што биле спортисти завршиле со кариера и што потоа. И навистина гледам дека, знаеш како, некојаш ќе каже, овој ќе биде супер тренер. Тренер го гледа, играчов го тренира неколку години, ти ќе бидеш супер тренер. И најчесто тоа ја што им приметено е тие што кои што тие на пример играчи или спортисти кои што ги имаат сватено работија не само како оке ова е спорт и тоа е, идеме со глава од зид, ама ги гледат и другите аспекти од спортот, дали тоа ќе биде работа со па и да зборуваме и физички, дали тоа ќе биде кондиционен, повеќе посветување време на рекавери, на работи кои што ти помагаат надвор од кошарката и кои што ќе ти направат место да играш 5 години, да играш 7 години, да размислуваш малце за некои поразлични работи, да гледаш тие најчесто спортисти, барем пак ќе кажам од лично искуство и од искуство тоа што можеме да видиме што е там out there, буквално гледаш спортисти и гледаш што прават после нивната кариера, поголема е шансата да останеш, дали ќе биеш у кошарка, дали ќе биеш професионалец у некое друго поле, дали ќе се вратиш на факултет и ќе почнеш нова кариера. Така. Ама оние кои што само секојаш се, окей, спорт, толку, сакаме да победиме, успееме, шампиони да сме, ова, после од кога ќе ти заврши кариера, ќе се деси една повреда или може и нема да се деси. Може би ќе биеш у спорт 15 години, ама кога ќе завршиш, банкрот. Да, затоа викам балансот е многу битен и исто така завршетокот на кариерата е многу битен. Дали нели сме ја завршиле како што сакаме, или на пример сме имале повреди и не сме можеле веќе никогаш да се вратиме, мислам дека и тоа многу влија дали ќе имаме после допир со спортот или не. И сега мене ми се има ситуација случајно каде што пред неколку години изборавме и на подкастов. Ми се деси ситуација таква да играме утакмица финале и се случува многу озбилна повреда.
до тој степен да ние никогаш не ни завршивме утакмица. Каде што, пошто нели, стана збор за средно училиште, стана и паузата беше едно 45 минути, чекавме да дое брза помош, и ама кога размислувам сега на тој момент, се сеќавам и тоа го зборев со еден од луѓето кои што беа таму, и реков ова повреда се случи на играчот на кој што знам дека најдобро ќе се справи со истата. Дека може да се носи со неа. И баш го давав пример, пошто брат му исто беше во екипа со него, да му се случеше на брат му, толку крахира. На што мислиш дека се должи сето тоа? Бидејќи верувам дека некои играчи, некои спортисти, па и луѓе, ако ни се деси повреда рекреативно играме или трчаме или било што, било како физичка работа, мислам дека некои од нас се може да се справат подобро со тоа, некои полош. На што, дали се согласуваш и на што мислиш дека се должи се до тоа? Да, тоа е точно. Нормално се должи на колку сме самосвесни, колку сме работеле на себе, но некако сметам дека секоја повреда кај спортистиве се случува со причина. Најчесто име као да им каже стоп, значи намалете малце, веќе телова не може да издржи, а дека секој на различен начин се справува и тоа е точно, па затоа можеби и по некоја случајност имаме различна тежина на повредите со кои спортистите се соочуваат. И ако зборуваме конкретно за повреди, бидејќи само е спомна на самиот почеток за тебе и за твоето лично искуство, како еден спортист, например, кој е тој процес, ако ти зборуваш со некој кој што доживал повреда, што е оно што би му го рекла прво да го направи, или како почнува целиот тој процес на опоравување и на враќање назад во некоја нормала што имале пред тоа? Па прво треба да ја признае повредата, зашто многу од професионални спортисти не сакаат да признаат дека се повредени и се ќе дојдам ја на тренинг, ама не знам, нема да играм скроз, само мене подавајте ми ја топката, ја ќе седам и ќе ви ја враќам, само да се вклучени, што за мене е грешка. И јас бев еден од тие спортисти што не сакав да признам дека сум повредена и дека мора да лежам 2 месеци. Но немав избор и мислам дека тоа добро ми дојде. Пред се треба да признаат дека се повредени, треба да останат во процесот на гнев, зашто секој спортист кој ќе се повреди е многу гневен. Секој зашто јас, зашто сега, зашто ова мене ми се случува. После тоа треба да останат во процесот на тага, зашто после гневот секогаш доаѓа тагата, убаво треба да излезат тие емоции. После тоа тогаш почнува вистинскиот процес на ментален опоравок. И што е тоа? Работа со спортски психолог. Многу работа и на крај треба да дојдат до еден заклучок, што може да научат од повредата. Јас секогаш што им викам, што можете да научите од овој изгубен надпревар, истото што можете да го научите и од повредата. Да, тоа е она и кај не знам, поека колку што зборуваме, ја самиот сум свесен колку е само важно, ама и уште толку поеќе, бидејќи на крајот на денот мислам дека едноставно да, можеби тренериве на некој начин ги гледаме како она виланс, кај што да, не сакаат да имаат спортски психолог или не сакаат да има некој кој што ќе им се меша работата, ама на друг начин и они не можат да се справат со сите, ако земеме кошарка имаш 12 играчи, ако земеме фудбал имаш дупло повеќе од тоа, ако земеме други спортови исто. Ти не можеш со тоа да се справиш. Океј, Ева ми се повредила, нема да игра толку 2 месеци, а Ева не ја гледам, нека си работи. И ти едноставно мора да се посветиш на другите. Тоа е точно. И од тој аспект, и баш кога размислувам за повреди, тука тој аспектот, и ти го спомна тоа, јас знам и као мал, никогаш не сум сакал да пропуштам тренинг. Без разлика. Не можам, болен сум, нога, што и да е, не, ја идам, ке гледам само. Да, тоа е точно. И го сакаш тоа чувство на припаѓање, јас сум дел од тимот, не можам да испуштам тренинг. И колку е само тоа важно, например, кога имаш повреда, поготоа ако е утекна сезона, поготоа ако е крајна сезона, например, кога утакмици за финале, уште толку тие емоции, па јас сега
не сум таму да им помогнам на моите соиграчи. Да, ради голем мене притисок е губат. тоа, точно. Затоа е многу битно според мене уште од најмала возраст на спортистите спортската психологија да им е нешто што ќе можат да го видат и да го научат од мали нозе. Зашто ако они чекаме ние спортистот да се повреди, да речеме он доаѓа до нели во сениорски води, он ќе се повреди и кога се сочува со тага и со гнев, он никако нема да сака да работи со мен. Да. Затоа е многу битно, како што од мали нозе нели ги учиме деца, спортот е битен за здравјето, треба да ги научат дека и спортскиот психолог треба да е дел од тимот и дека да е тука чисто да ви помогне и да бидете најдобрата верзија од себе си. Да. Еве, ако земеме реалноста, дека нема спортски психолози кај нас, барам не во тој степен да работат со екипи, да работат на некое ниво на кој што е многу поголемо од тоа 1 на 1 или спортисти дознаваат и доаѓате кај тебе, например. Ако ја земеме таа реалност како таква, кои се некои работи што еве ти како професионалец би им ги препорачала на тие кои што се занимаваат со спорт, освен нели тоа да дојдат кај тебе и да зборуваат со тебе или со некој кој што е спортски психолог, кои се некои работи кои што еве еден спортист може да ги направи сам за да си помогне колку толку, и ако пошто пак системот тешко се менува, ќе треба време и најверојатно тие спортисти сега нема да искусат тоа да имаат спортски психолог у екипа, ама од таму да почне. Па пред се мислам дека треба да не ги потиснува, да ги уважуваат емоциите како спортисти. И втора работа е да зборуваат со некого, односно да побараат помош кога им е тешко. Дали било тоа да пробаат можеби со тренерот, со соиграчите, да зборуваат дома. Значи чисто да споделуваат како се чувствуваат, зашто и многу спортисти така кога споделиле на нивните соиграчи, они им кажале дека јас работам со спортски психолог, ајде да пробаш и ти. Така да само барање на поддршка и уважување на емоциите и зборување. А не потиснување. Не, потиснување. Никако. За крај, ја спомнавме и преска малце мотивацијата, колку е само таа важна. Какво влијание, например, таа игра, која станува збор за еден спортист, и колку е тоа важно да се канализира на еден добар начин или на некој позитивен начин за успех или за неуспех? Да. Мотивацијата е една од главните алатки во спортот и нели многу имаме ние истражувања за мотивацијата, колку е битна, во кој период нели од например од тренингот или од надпреварот или од сезоната е битна. Според мене е битна, но не и најбитна, зашто кај професионален спортист он не може секогаш да е мотивиран. Јас пред имам тенденција да работам на дисциплината. Значи како сега ти ќе станеш сабајле во 6 и не си мотивиран да тренираш, ама како ќе бидеш истраен до крај, ќе се водиш според дисциплината. Така да каде што имаме дисциплина, мислам дека ќе имаме и мотивација, а спортистите треба да сватат дека не секогаш ќе се мотивиран. Да, ведејќи знаеш, многу е тешко да си мотивиран на дневна база у било што правиш, а плюс кога станува збор за нешто кое што е надвор, знаеш, не го имаш својот живот, така имаш социјален живот, имаш семејство, имаш луѓе околу тебе, знаеш, еден цел круг на работи и спортот е дел од сето тоа. Ама ако работија не се како што треба дома или нешто се случило, како што кажи ти, изгубиш некој близок, тоа се одразува на и сега некојаш е многу тешко да кажеш, окей, дајде, ја ништо заборавам се, влегувам у сала и заборавам. Дали функционира тоа некојаш? Да. Некојаш да. Мислам дека, знаеш, има моменти кај што можеш тоа да, ама ако земеме од 10 случаеви, 9 нема да функционира. Нема да функционира. Тоа е нешто на почетокот можеби што може да функционира и функционира например за време на тренинг. Што би рекле спортистите, сега маце да се издуваме и да не мислиме на тоа. Тоа да, ама кога ќе дојдеме на надпревар и кога ќе имаме таму нели друг вид на сериозност и поголем стрес, може и страф и се, не можеме да се носиме
така со емоциите и да влеземе само за да не мислиме на други проблеми. А Да. тоа што го спомна со мотивацијата е многу битно, да, но тоа исто да го гледаме како луѓе во што се занимаваат со некоја друга професија освен со спортов. Ја сакаш работата, си го нашол тоа што сакаш да го работиш, ама сега летно време пребодал на одмор не одиш на работа. Истото и со спортот. Не можам сега да се мотивирана, нели додам на тренинга, сакам да сум на одмор. Да. И затоа имам тенденција да работам со спортистите повеќе на дисциплината. Да. Да, некојаш ми е баш интересно каде што знаеш, има спортисти кои што живеат спорт и тоа е. Од сабајле тренинг, па после тоа гледаш спорт, па после тоа идеш да гледаш, да збориш со пријатели, со соиграчи, со тренери за спорт и Така после е. тоа идеш на тренинг, па пак има утакмица на вечер и тоа е. Ама има спортисти кои што окей, влегуваш у сала, завршуваш работа, си идеш дома, толку. Нема веќе спорт. Нема. До следно видување у Да. сала, топка, рекет, што и да е. И знаеш, некојаш, као некој кој што многу сака спортот и пасија имам за тоа, каде што, знаеш, некојаш тоа ти влијае дали утре дента ќе ти биде добар или лош ден. Значи, тоа ми е тешко да го сватиш, ама како повеќе, и повеќе разговори сега, и имам можност да имам повеќе разговори за ментално здравје и разговарам со повеќе луѓе од спортот, сваќам дека тоа е една од најздравите работи кои што може некој да ги направи, да каже, окей, имам слободен ден, Така е, и затоа. ја нема ни да гледам кошарка, ни да играм, ни да искочам со соиграчи, ги сакам, ама ги гледам секој ден. Ми треба одмор. Ми треба одмор. Ама знаеш како, ти треба време да доеш до тој степен на размислување, до тој Тоа е начин. тој балансот што го зборувавме. Значи ти треба да си посветен нели на терен, во базен и сето тоа, а после си имаш приватни работи, не можеш да си нонстоп фокусиран. Мада од друга страна јас не се согласувам и со тоа идам на тренинг и после заборавам. Тоа не е зашто јас Тоа уште мислам дека не знам како функционира тоа, ама знаеш, мислам дека не функционира искрено, али да балансот е многу Да. битна алатка и треба секој спортист да го пронајде. да. Можеме уште многу да збориме, ама ја би застанал овде. За крај само, пошто го спомнавме тоа, начнавме некој работа, ама еве вака појасно да те прашам, последно прашање, кои се например најголемите заблуди кои што ти имаш видено од слушнато, а се однесуваат на спортска психологија или на психологија во спортот? Најголемите заблуди. Сум слушала се што, ајде сега да издвојам една. Сум слушала дека е џабе губење на време, нели? Ако работиш со спортски психолог, има некои спортисти што доаѓаат и што мислат дека јас ќе им ја сработам нивната работа. Тоа е исто така. Не можам вака ништо друго да ти споделам моментално. Окей, за крај, ако некој не има изслушано до крај, Да се надеваме дека има. Кое е твоето прашање кој што сакаш да им го поставиш? Па пред се дали им беше забавно, бидејќи спортска психологија е тема што не секој интересира, дали се забавувавте, ми е многу битно и дали би сакале да научите нешто плюс за спортската психологија.